Да ве поздравам сите кои сте присутни тука денес. Вален Рабулинам хотел и ресторан, кои се иницијатори на овој настан. Денеска, односно панел дискусија во која ќе се обидеме да малку олесниме во оваа трагедија, најпрво сочувството сите семејства кои ги изгубија своите најмили, навистина е голема загуба за целата наша земја, тој COVID-19 март ни потресе сите и ќе ни остане вечни осеќавања, за жал лошо. Сега треба да се фокусираме и концентрираме на сите оние кои се борат за своите животи и кои покрај тоа што се во тешка здравствена состојба или помалку тешка здравствена состојба, секако се во тешка психичка состојба ради сето тоа што го видоа и се што изгубија. Оваа колективна тага не допре сите. Оваа колективна тага влијае на нашето секојдневие и на сите функции во нашето секојдневие. И да тука сме собрани за малку, ако можеме на некој начин, да ја олесниме болката со тоа што ќе најдеме некој систем, метод на кој ќе малку се растеретиме психички и ќе почнеме да размислуваме како да живееме со тоа, а при тоа и да се спречи евентуално, не дај Боже, вакво нешто во иднина, а нешто што многу не добре. И секако дека сите ние така погодени сме малку во една тешка ситуација кога треба да зборуваме, не недостасуваат зборови да го опишеме се ова, но ќе се обидеме и јас и нашите гости на некој начин да споделиме некакви искуства кои можеби ќе бидат добар правец, начин, метод да се справуваме полесно. На почетокот поздрав до Premium Gym and Fitness и Аледар Хотел Premium и ресторан. Оние кои се иницијатори на овој настан, ќе ве потсетам да донирате преку Црвен крст или преку Кучени сапорт. Само ќе напоменам, доколку донирате преку Кучени сапорт, да обрнете внимание малку и на оние на кои сметките им се попразни, помалку донации имаат, бидејќи тука е веќе некој личен избор кој каде донира, па е малку неблагодарно што некои сметки се повеќе исполнети, некои се навистина со дефицит на средства. Нели, како како некоја насока да обрнете внимание и на тоа. Со мене се Тоше Зафиров, мислам дека го знае целата јавност. Тоше е професионален бодибилдер и дипломиран психолог. Она што е интересно за него да се каже дека ја комбинира физичката сила со психичката поддршка. Тој верува дека вистинската стабилност доаѓа од внатрешниот баланс и често зборува за важноста на менталната издржливост и самодисциплина. Тоше, пак ќе напоменам во оваков повод, но сепак се собравме тука да споделиме своje мислење. Добро дојде и благодарам што сме со една добра хумана цел да сме овде денес во Кучени. Најпрво добро вечер до сите присутни и сите кои што ќе го гледаат ова, што го гледаат. Искрено сочувство од срце навистина кон сите оние што почина и дај Боже сите да им се вратат живи и здрави оние што се повредени. Знам да кажам дека постои времето пред тој немил настан и после тоа. Никогаш, знам дека нема никогаш да биде исто повеќе. Едноставно не промени натре како луѓе. Кога ќе слушнеме музика сега негде, кога поминуваме, не ни убава едноставно на душа. Не ни се смее душата како порно што ни се смееше. Сите осеќаме тага, огорченост, болка. Секој сме имале некои кои што сме изгубеле таа кобна ноќ. Пред некој ден бев на телевизија и навистина е тешко и да се најдат зборови во овие моменти. Да, јас сум дипломиран психолог, човек кој што повеќе од 30 години е во спортот и ментално, и психички, и физички сум секако јак, но ова едноставно некако ме скрши сите нас и знам од друга страна дека мораме да се бориме. Треба да се избориме. Мораме да се бориме за сите оние што почина за да живеат за секогаш во нас. Мораме секој свој начин да најдеме било како да е. Знам дека е болно и имаме еден пријател со кој што заедно тренираме, Зоран Милошевски, тој е адвокат. Тој за време на короната го изгуби својот брат
млад, на 42-3 години. И седевме заедно вака, вика, брат, сакам да направам нешто во име на брат ми. Да живее брат ми, сакам јас да направам нешто за него. И тој беше околу 130 кг, вака, нормален, како сите други, не имало на храна, ништо. Сакам да направам една трансформација и надворешна и внатрешна. Може ли да ми помогнеш во сето тоа? Отворив календар, видов дека има уште 7 месеци до првиот надпревар. Викам, Зоки, знам дека си карактер, слушаме све што ќе ти кажам, да работиме заедно, знам дека ќе извадиш форма најдобро што може да биде, а сега успехот е таму каков, тоа е најмалце битно што ќе биде. 7 месеци заедно работевме, ден и ноќ, по 2 тренинзи во текот на денот. Тој беше толку многу мотивиран, ако му кажам 10 зрна ориз дека треба да излезе 10 ќе излезе, ако треба да тренираме 2 дена ќе тренираме. Снимав и краток документарец се вика Светлина, препорачам погледате го 7 минути, но онака баш тој каков начин најде да живее брат му во него и да направи нешто во име на брат му. Така да сите ние да се избориме да направиме нешто во име на сите оние што не се повеќе помеѓу нас. Било кој каков начин ќе се најде. Така да ова е нека биде една увертива во се ова што ќе да разговараме ова вечер. Макар пак ќе кажам, навистина се тешки моменти и тешко доаѓаат зборовите од нас. Едноставно повеќе има болка во нас отколку она што треба позитивно да излезе во овој моменти. Но ќе се потрудиме нормално да дадеме максимално од себе. Така, еве ова е една увертира во тоа како може да се канализира таа енергија, тешка и болна енергија која ќе ја носиме во себе, а особено оние најблиските. Ивица Алексовски е вториот наш гостин, човекот кој е тренер по боречки вештини и е мајстор во џиу-џитсу, бразилското џиу-џитсу. Сега Ивица, боречките вештини исто така се една многу добра психолошка контрола за нив треба и веројатно можеш и ти да споделиш со сите присутни, со сите кои ќе го гледаат ова, како се канализира таа негативна енергија преку овие вештини и ти како педагог кој работи со младите, бидејќи си долгогодишен инструктор и спортски педагог, познат во својата работа со младите луѓе, преку боречките вештини им помагаш да изградат дисциплина, самодоварка и ментална издржливост. Да, ќе се надоврзам на тоа што го кажа Тоше, само од перспектива на боречките вештини. Значи можем да кажем дека се идеална алатка баш во вакви тешки моменти да се совлада, односно да се испразни таа негативна енергија. Најбитната работа е што треба да разбереме тоа поинтата и на самото постоење е да научиме да го живееме моментот. Сега во овие вакви тешки моменти тоа е лично тешка работа. Ќе треба од многу причини да го ставиме минатото позади нас, да се радуваме на тоа што го имаме и најбитната работа да го заживееме овој момент, сега што го живееме. Што сакам да кажам, тоа лично искуство пред 5 години, како што денеска во Кочени преска правиме овет, изгубил некој роднина, изгубил пријател, брат, комшија, другар, изгубив татко, па за 4-5 месеци сестра. И сега од тие моменти, да кажам, непосредно, после тие немири настани, едина алатка што беше добра, што функционира, што е проверена, беше тренинг. Едноставно идеш на тренинг и за тебе тоа е некои 2 часа медитација. Завршува тренингот, ти се враќаш пак на старо, значи на тоа ментално ниво кај што го претходно, наредниот ден го правиш истото, нареден ден го правиш истото, а со тоа го зацрштуваш она внатрешно што можеш да го контролираш. Сега, кај одредени луѓе тоа е многу потешко да се направи, затоа што секој изгубил различен свој близок и е многу тешко од наша перспектива да кажеш за некој друг човек, али ќе кажам дека боречките вештини е како една средина каде што ние цело време работиме под притисок, што мора да имаш фокус, мораш да се фокусираш, е стварно добра работа, за да те отрне барем еден дел од денот, да имаш на некој начин мир. И затоа препорачувам за сите овие млади што се останати
здрави и живи поготово во Кочани, да се посветат на тој момент, за да можат сите овие тешки моменти да ги пребродат или да ги пребродиме заедно. Ако останеме на истото ниво и ако останеме на истите мисли од вчера, верувајте ми дека нема да има мир. Тоа треба, сите овие тешки работи, како човек воопшто да те научат да го цениш едно што може околу себе. Значи денеска имаш татко, мајка кои што се живи, здрави, брат, сестра, другар, да не набројувам, е битно да научиш да ги делиш тие моменти. За жал, вакви лоши работи се оние прави инструктори, професори кои што те учат и те насочуваат во животот. Вакви моменти се претпоставувам добар шамар, кај што го примаш ти, да сосвештиш кај си. Затоа препорачувам во овие вакви тешки моменти секој да најде нешто каде што може во текот барем 2 часа да дојде во едно ниво да не размислува на проблемите. Така е, значи покрај тој шок што ќе се доживее, мора да се најде начин да се излезе од таа состојба и да се продолжи понатака, затоа што животот продолжува. Болката и мемориите ќе ги носиме, меѓутоа мора да се функционира. Само накратко, ако може Ивица да ни појасниш малку што значи бразилското џиу-џитсу. Може би некој како гранка во спортот и во боречките Тоа е еден боречки концепт, боречка вештина со спорт, каде што не се дозволени удари, претежно се зафати, полуги, борбата се завршува со предавање, со некој зафат. Е популарна вештина во последно време поради мешаните боречки вештини по Ultimate Fighting-от. Во почетокот на првите борби на Ultimate Fighting, бразилското џиу-џитсу беше доминантна и од првото UFC што беше во Америка до ден денес, благодарение на тоа станува се популарна. Овдека во Македонија пред 10-12 години формиравме федерација, сум председател на федерацијата и работиме со млади луѓе, со добри луѓе кои што представуваме нашата држава надвор. И на покана на моите пријатели Никола Јацеко ме повикаа за, ќе кажам, за една тешка тема да говорим. И со тоа што разговаравме, добро да споделиме дел од нашето искуство со сите. Така е, точно колку време си ти веќе во бодибилдингот и кои лични животни предизвици, проблеми си ги надминал благодарение на спортот? Во спортот сум повеќе од 30 години веќе. 30 години надпреварување, 30 години поминати со своји принципи. И навистина тој спорт ме направи да бидам можеби ова што сум денес. Да бидам не само физички појак, туку ментално многу појак. Бидејќи сите оние надпреварувања кои што ги имаме поминато, навистина треба да имаш еден многу силен ментален склоп за да го издржиш сето тоа. Да бидеш по 7-8 месеци на тие строги диети, па да пиеш по 15-16 литри вода, па по 2-3 дена да не пиеш воопшто вода, треба навистина си еден цврст карактер да го пребродиш сето тоа. И затоа спортот ме направи навистина многу појак како личност и да ценам многу повеќе работи во животот. Исто така на 26 годишна возраст почина татко ми, во тие периоди не знаев едноставно како да се носам со тоа. Млад човек во Скопје бев отиден сам со сопругата и Блаже и работев во дискотека, че се вратам навечер дома касно, знам че седнав околу, че се исплачев и че се одеде до тешки моменти, нормално, се изгубил некој и те не достига. Но тој беше мотивација понатаму за село животот. Во него наоѓав мотивација се она што го работев, да не се откажувам никогаш. И оние најтешки моменти да ги пребродам поради него. Тој беше една водилка во животот. И сите овие што ги немаме треба да не бидат една водилка во животот. Да не водат, да не се откажуваме никогаш. Поради нив да не се откажуваме ништо во животот. И навистина јас сум благодарен што сум со спорт 30 години. Заедно ова го правиме и сега фамилијарно. Мојата сопруга е со мене долги години. Нашата черка почна по нашиот пат. Заедно исто се спреме за надпревар. Животна желба ми е да излеземе јас, мојата черка и сопругата на мистер Олимпија овде во Европа и во Америка, така да благодарен сум што спортот не поврзе и фамилијарно, бидејќи пред некој ден баш работев кардио и ја гледам Габриела како си работи со клиентка персонален тренинг,
Ангела черката на друга страна со друг персонален тренинг. Викам, има ли поголемо богатство од тоа твоите најмили да се тука покрај тебе, оне што најмногу ги сакаш да се овде покрај тебе и да го работиш тоа што најмногу сакаш. Некогаш мечтаваме по нешто многу големо, а некој ценим она што го имаме околу нас. Затоа треба, како што каже Ивица, да се врнуваме тие што се околу нас, да живееме за моментот, бидејќи видовме што се случи, не знаеме што ќе биде кога ќе излеземе од овде. А ние посакуваме нешто, денес и овие социјални мрежи наметнаа толку многу извртена реалност, тоа што не е реално тоа што го гледаме. Секој презентира нешто што воопшто не го ни практикува во реалниот живот и ние мечтаеме по тоа. А го занемаруваме она што го имаме. Еве моментот сега кој сме тука. Иако е неубав момент, овде сме заедно, да уживаме колку толку можеме во овој момент. Тоа е го. Еве кога сме бивмите, да не мислиш дека некогаш ги злоупотребуваат овие ситуации, па даваат и незгодни информации и информации кои се неточни, па влијае на јавноста, влијае на се луѓе кои се засегнати со сето тоа. Нормално дека има, јас баш вчера имав едно стори ставено кој што навистина мислам дека нема потреба веќе било какви дали видео или било што се случило тоа повторно да го пуштаме во јавност. Навистина не знам од каква потреба има тоа да го пуштат повторно. Не ми е јасно што со тоа ќе направат кога ќе го видиме тоа. Што може да побуди кај нас тоа? Само уште поголема болка, а посебно ќе овие од овој град, од сите што има изгубено некој мил. Така да и тие медиуми некојаш за таа гледаност и се тоа навистина претеруваат. Едноставно да се играш со чувството на луѓето е нешто најтрагично, најжално и најбедно што може да биде. Затоа наместо да бидат свесни колку што може да бидат пообјективни, тие навистина едноставно и оној морал што ги имаме колку толку ќе ни го рушат. И затоа често знаем да препорачам од сабајле да прошетаме саат-два да ги оставиме мобилните телефони, да не бидат во нас едноставно, да не трупат со тие вести секојдневно. И колку што може помалку да ги следиме сите тие што се. Бидејќи навистина многу негативно влијаат. Така е, тоа некогаш знае да додаде сол на раната и да не влијае негативно. Ивица, кажи ми, бидејќи си педагог и работиш со деца, што е она што како човек со искуство лично, како човек кој ги го ведува во спортот и ги учи, сигурно делуваш на некои психолошки моменти низ развојот, растот и градење на спортската кариера. Што е она што најчесто се соочуваш, со кои проблеми кај младите, кај децата? Што е она што најчесто им советуваш? Малку се надоврзам на Тоше. Значи, сакам да кажам дека денеска младите, за жал, имаат едно криво видување на се околу нив, особено за боречките вештини. Значи, тие како некој кој што го прати тоа на интернет, на телефоните или на телевизија, имаат многу лошо мислење што е што. Односно, мислат дека они се супериорни и дека тоа може да го направат лесно и да го владеат. Првиот момент кој ќе влезат во сала, гледаат дека се ствари тоа што го гледаат на телефоните е различно, не функционира. Денеска сме сведоци дека младиве од 24 сати половина ден се на самите телефони, на некој начин од надвор примат информации кои што им го пере мозокот. Ја многу пати сакам да кажам, возам мотор, имаме група со мотори, стаиш кацигата на глава, возиш, вадиш кацигата галам, стаиш кацигата мирно. Што сакам да кажам? Едноставно, како што кажа Тоше, нема телефон, нема телевизија, никој ништо не да наметне. Са спортот е идеална работа, тоа да се сободи. Кај младите кога доаѓа, таа е првата работа, ништо не ја разбираат. Првиот момент кој ќе влезе да вежба, кој ќе види во каква средина е, што другите прават, е различно од она надвор, повеќето остануваат и продолжуваат да вежбаат, дотераат патот. Дел од тие мали се враќаат назад многу пати благодарение негативно на нивните родители. Че нема да идеш таму, ќе ти степа, си се изгребал. Значи, некои минорни работи, а ние знаеме дека во животот ништо не е гладко, така. И са тие дечиња, наместо да бидат од дома помогнати, ние имаме дополнителни проблеми. Останатите, да речем, 80% што доаѓаат во светот на боречките вештини. А тоа треба да го научат од мале, дека животот не е мазен, или дека мора да се не е мазен, не дека не е класичен пример, дека ништо не е мазен. Во спортот е исто. Денеска си овдека сите те сакаат, утре ќе изгубиш и ти се смеат. Ти треба да го научиш. Работиш под притисок цело време. Тие млади деца кога ќе дојдат во една сала,
кој ќе научи дека треба да е на време да сиде, на време да држи гигиена, да има респект, иерархија, тој истиот утре ќе не биде во општеството корисен, како, затоа што кај да се вработи има нешто позади себе што може да се пофали. Практично правамуабет, да не биде тоа преку интернет. Но избориме и сепак низ спортот вличат и оние морални вредности и она дека треба да имаат покрај дисциплината и реална борба, реална сила, реална кодекс на однесување, она што е исто така многу важно во другите сфери на живењето, во текот на животот. Што еве гледаме дека недостасува многу често. Во фигурите кои се доминантни на позиции, баш ги немаат тие основни вредности. Сега ќе кажам, боричките вештини и боричкиот систем, како сам по себе, многу се преклапа со реалниот живот. Значи, ваму имаш борба, ваму имаш падови, успехи, ваму го имаш исто. Ваму имаш повреди, ваму имаш повреди. Ваму имаш 1, 2, 3 противници, у животот го имаш исто. Значи, на некој начин има многу поврзување. И сега ти ако го гледаш животот през призма на боречките вештини, буквално можеш да го живееш квалитетно живот. Значи, за да имаш мир надвор, треба да најдеш преден мир внатре. Кој ќе најдеш мир внатре, ти можеш да се контролираш надворешно. Значи, тоа е, ајде да кажем, една стартна позиција зашто тренирам боречки вештини. Не тренираш боречки вештини да се текаш, не тренираш, не знам што да изгледаш убаво, све тоа доаѓа пропратно. Првата работа е битна да научиш ти внатрешно да се контролираш. Еве сега имаме ситуации убави и имаме ситуации како вокочени неубави. Ти мора да научиш внатрешно како да се смириш, за да можеш да живееш надвор, за да можеш да бидеш корисен за тој до тебе. Пошто знаете како ако еден како да кажам, оди надоле, ги повлекува и другите. Значи, пак ја кажам, секој во животот губиме и добиваме. Во моментот кога губиме, стварно ти е тешко, али мора да продиш најгоре. Исто како во спортот. Работиш, се движиш. Имало ли ситуација каде што некој дете конкретно се соочувало со некоја ваква ситуација? Што е тоа како тренер што правиш првенствено за да го вратиш во колосек? Било од каква природа, дали губиток на близок или можеби некој булинг или можеби некаква ситуација со која се соочува и ја губи самодовербата, ја губи енергијата, желбата. Како да делуваш на тоа дете да се врати во нормално? Денес повеќето од младината немаат самодоверба во себе. Затоа што не може физички да се владеат, не може ментално да се владеат, благодарение, пак ќе кажам, на овој модерен начин на живење. Имаме кај нас класични примери, типични примери. Ви имаме едно дете кое што имаше проблеми надвор, дојде кај нас, почна да вежбаше години, сега стана европски шампион. Имаме друго дете кое што дојде кај нас, претходно исто имаше некои проблеми во школа, стана и тој шампион. Значи на некој начин е алатка, е позитивна средина, каде што го ќе дојде некој, знаете со кого се така викат наши. Значи ако дојдеш ти да бидеш дел од некоја здрава средина, би требало по некоја голема веројатност да бидеш ти така. Така, значи средината си има свое влијание. Точно како дипломиран психолог, често пати знаеш да кажеш дека треба да се направи баланс помеѓу физичката сила и психичката сила, која е исто така подеднакво важна, како е физичката сила. Како ти тоа успееш прво да го спроведеш на себе, а подоцна да го пренесеш, дали преку социјалните медиуми кои ги практикуваш за давање на лични совети, знаење и искуство, така и на сите оние кои вежбаат во твоите третања. Јас често знам да кажам, како што ги билдаме нашите мускули, така треба да го билдаме и нашиот мозок. Тоа е нешто што оди заедно. Така да, последните години навистина работам многу на себе, така што навистина читам многу, се дружам со успешни луѓе, кои што навистина, кога разговараш со нив, секој збор им е алтан вреден. Можеш да научиш многу од нив. Како што каже Ивица, ако се дружиме со неуспешни луѓе, ќе не повлечат со нив. А додека се дружиме со успешни или поуспешни од нас, ќе ни помогнат многу во животот. Сакам да работам многу на себе и последните неколку години има тоа голема промена во мене. Како во моето однесување кон средината, така и во моето однесување и дома со моето семејство. Порно за некои банални работи, ако сум се расправил со Габриела, сега знам добро да размислам дали е во право она или дали јас. Порно бев секогаш јас во право, а не било секогаш така.
Така да оде заедно, едното со друго, да не изгледаме физички само доминантни, а внатре да бидеме трули, да не кажем. Така да мора да посветиме внимание И некогаш да не се злоупотреби физичката сила во однос на послабиот, нели? Треба да бидеме реални, не значи дека ако сме физички доминантни, сме секогаш во право. Па, овој физички изглед што го имаме ние е нешто што го работиме со години и години. Тоа е резултат на трудот кој што сме го посветиле овие 30 години. А тоа внатре што го имаш најпрво потекнува од твојата средина, од твоите родители, како те воспитале тие. Душата внатре тешко се променува. Или ја имаш, или ја немаш. Физичкиот изглед можеш многу лесно да го промениш. Но тоа внатре е нешто што го имаш. И ја често знам да кажам, и ние сме како сите останати луѓе. И ние знаеме и да плачеме и да се смееме. Ако изгледаме вака руборозно кога ќе не види некој. Но тоа може би да кажам дека е само некој оклоп кој што не штити од средината, да мисла дека сме ние недопирливи. И исти сме како сите други. Тотално исти. Како работиш на тој психолошки момент кога ќе се осетиш послаб и како духовно растеш ти лично? Кој е тој твој метод? Знаеш како во спортот да го спроведеш тоа на физичкиот изглед и да го пренесеш, но сега како психолог веројатно доста си поработил и на овој вториот дел, како што велиш, нели подешко е да се духовно да се издигнеш и ментално да се појавиш. Како што кажав, верба во нешто многу поголемо од нас. Мора сите да веруваме. Има нешто што е многу поголемо и многу посилно од нас. Верувам дека има универзум кој што не спојува. Не случајно сме овде, не случајно ништо не се случило случајно на овој свет. Не е ни ова трагедија случајно тука овде. Така да, јас често знам да го дадам пример Кевин Леброн, еден од најуспешните бодибилдери во светот, да кажам. Уште во неготино ми стоат неговите сликички залепени кога сум бил 15-16 години и бил идол. После 20-25 години заедно со Ивица Алексовски го донесовме овде во Македонија, заедно јадевме, заедно седевме, кај нас дома беше. Така да тој универзум успеал едно дете од Неготино, од Тимјаник да го спое со еден таков голем спортист од Америка. Затоа верувам во нешто поголемо и треба сите да веруваме во тоа. Ивица, кажи ми за твојот психолошки момент кога се случуваше, кажете дека поручката вештина бара фокус, бара внимание, бара психичко стабилно однесување и се останато. Имаш ли моменти кога се осеќаш кревок и слаб во однос на твојата физичка сила и како се надминуваш себе си во таква ситуација? Тоа е поврзано за сите луѓе кои ќе паднат психички, кои ќе изгубат вербата, дали духовна, дали во себе до вербата, што е она што треба да го направат според тебе? Па тука е тајната, кога ќе паднеш психички, психичкото тешко ќе ти помогне. Кога ќе паднеш психички, треба да работиш физички. Кога ќе почнеш да работиш поквалитетно физички, што е факт, ти автоматски психичка да ќе го врнеш. Така да тука е таа некоја тајна формула, каде што може на некој начин да ти изведе на прав пат. Значи, патот е најбитен. Јас се лично пред не знам колку години отидов на ФОМ да се запишам за магистратура, пред 10 години магистрирам. Секој ќе се запрашам претходно зашто отидов таму. Ја отидов сала да најдам со еден пријател да отвориме клуб, отидов професор да работам, го завршив на крај тоа што немав никаква намера да го завршам, ама устари не е ни битно целта на крај, целиот тој пат е битен. Едноставно, ако се качиш на една планина, нели ќе се качиш, ќе паднеш, ќе се удриш, ќе чекаш, ќе врне, ќе има сонце и ќе се качиш горе. Реалноста која ќе се качиш горе, ќе погледнеш лево, десно, минута, 2, 5, ќе го доживееш тоа и тоа е тоа. Па мора се вратиш долу. И што ти останува во како ќар да кажа на тоа е патот. Самиот пат е што си ги научил сите работи. Она преска што го зборев, да го живееме сега моментот е најтешкиот момент. Ние од проблемите од вчера сакаме да ги решиме утре, да земеме наобична сметка за струја, не знам. Вчера ми е сметката, утре треба да ја платам. Денеска моментот не го живееш. Затоа што патиш за вчера, го бараш решението утре, сега во моментот не го доживуваш тоа. И работа е многу битна во тие моменти психички, физички што спомнавме на старт, да ти е фамилијата околу тебе. Еве се, јас сум во спортов 35-6 години, ќерка ми веќе не знам 13 години, ние сме дел од една фамилија, сопругата е тука, мора да не трпи ние што цело време и дома се закачаме, па тренираме, па вежбаме,
ама имаше една енергија во едно микро, да кажам, која земја фамилијата како микро, го пренесуваш тоа надвор, одиш во сала, кај што имаш 3-4 други групи, таа е втората фамилија, па после имаме група со моторите, трета фамилија, и ако си дел, како што кажа Тоше, ако комуницираш со позитивни луѓе, по една работа, ама ако најдеш средина што е позитивна, тогаш можеш да бидеш на некој прав пат, да немаш проблем. Да, верувам дека сите овие ваши совети мене ми звучат многу полезно и навистина мислам дека ако добро и внимателно се послушаат, ќе се тргне по вистинскиот пат, затоа што таа спојка на физичкото, психичкото, поготово во вакви тешки падови, емотивни и психички, е многу добар начин да се дојде до патот по кој треба да се оди понатаму и да не се застане. Во здраво тело, здрав дух. Тоа го памтам уште од мал. Тоа е таа тајна формула која што се треба да се примени, поготово во кочани, за да можат физички да работат, да можат менталното многу да потисне. Како реагиравте кога слушнавте за трагедија? Сите бевме многу побудени, што прво ви падна на памет како треба да се најдеме тука на луѓето, на кој начин. Еве тука сме денес се уште и секогаш ќе бидеме. Благодарение на оваа иницијатива која не има прва панел дискусија, ќе продолжи прва ено, понатаму ќе продолжи, не е последна. Значи на некој начин да луѓето се активираат, се насочат да размислуваат, да пребродуваат и да живеат понатаму со оваа трагедија. За жал. Најпрво кога отворив телефон, првите зборови беа зарем можно ова. Јас имам еден предлог до сите оние, не само од Кочани, сите што сме било каде, кои што имаме изгубено по некој во ова несреќа. Да им напишеме по едно писмо. Да напишеме по едно писмо и да им напишеме се она што не сме им кажале, а сме можеле да им кажеме. Да ги чуваме тие писма, да ги посветиме на тие наши најблиски што ни биле, пријатели, било што, после 10, 15, 20, 30, 40 години, да се сетиме на нив. Но воедно тие писма да ни бидат и показател за нешто друго. Да си ги вреднуваме луѓето што се сега околу нас. Ако сме се скарале со некој, да му се јавиме, да му се извиниме, да го гушнеме. Ако има некој што треба да му кажеме дека го сакаме, да му кажеме дека го сакаме. Да ги вреднуваме луѓето, да не чекаме да се случи вакво нешто, па затоа после да пишуваме писма. Да ги користиме луѓето и моментите, и сите најсакани и сите оние што се околу нас. И че да гледаме што се случува. Така, Илица, кажем, што би кажам ти околу сето ова и на кој начин да се искажеме, да искажеме болгата, да не останеме без зборови, тоа да тлее во нас како жар некој што ќе не гори однатре. Значи, моја препорака е, мора за оваа работа да се збори и да се збори. А секоја ваква работа като што се потиснува во себе, автоматски останува во тебе. Кога збориш со некој друг, дел од таа негативна енергија ја распрскуваш, ја пренесуваш према другите. Сите знаеме дека сите врвни психолози, педагоги и така натака, денеска се оние со кои што ти комуницираш, со кои што ти говориш, кај што се изразуваш, кај што он те слуша. На некој начин дел од таа мака твоја ја вадиш надвор и ја споделуваш со некој друг. Сега тука доаѓа оној моментот да имаш околу тебе здрава околина, да можеш тоа да го споделиш, да те сослуша некој, ти да го сослушаш, за да можете тој момент да го пребродите заедно. Ако се вратиме назад на спортовите, не мора на боречките спортови, на колективните спортови. Таму влада е колектив, таму еден човек не прави ништо, треба цел колектив да работи. Еден човек ако падне, колективот треба да го помогне. Сега ова што се деси во Кочани, помага и Кочани, помага Македонија, помага Балкан, помага свет, али најбитно за Кочани е дома, првиот круг, да кажем, на фамилијата, вториот круг, тие околу вас пријатели и роднини, да се помагаат едни со други со тоа што ќе се говори, но ќе се говори во позитивна смисла. Не да се говори во позитивна смисла, што тие луѓе направиле претходно, не знам кај биле, што достигнале животот, каков темперамент имале, ама тоа да биде цело време позитивна насока, да не се говори негативна насока.
Пошто ние луѓето сме 95% сме несвесно, 5% сме свесно. Значи се ова во нашо работи внатрешни органи е тоа еден скриен систем и 5% размислуваме. Сега ние треба тие 5% да ги изголемиме, да го намалиме ова другото. Значи, на оваа тема треба да се збори со позитивни мисли за тие луѓе што ги нема повеќе, за да може, како да кажем, на еден начин да се креира една позитивна енергија околу нас и да може секој нареден ден да биде полесен. Не е лесна задачата, защото некој ментално е многу поспремен, некој духовно е поспремен, некој е многу кревок, кај тој ќе треба највише и ќе се наврата пак на колективните спортови, тој што е најкревок треба да му се помогне највише, тој што е најјакиот, да кажам, ментално, да може да даде најголем допринос. Пак ќе се навратам, треба да се збори со позитивна енергија, со позитивна мисла, за да може сега моментов да се помине малку по-лесно. Мислам дека е колку можеме да добавиме нешто што ќе биде добар начин да се улесни малку ситуацијата. Секако сите овие семејства се во така и во моментот можеби се што ќе се каже е неутешно за нив, но сепак ќе дојде моментот кога ќе се бара начинот да се излезе од таа така и да се продолжи да се живее. Најголем фокус и концентрација сега треба да се има оние кои се борат за своите животи и кои треба нормално да продолжат исто така, со оглед на тоа што виделе, што доживеале таа кобна ноќ, што изгубиле блиски, што се борат со болка и со сето тоа што се борат во моментот, да се молиме за нивното здравје, да се вратат во нормална форма и во нормален живот и да бидеме тука за нив. Уште еднаш ќе напоменам дека секој оној кој сака да помогне со своја донација, има и тука во Алендер премиум хотел и ресторан кутии каде што може да донирате. Црвен крст е постојано активен на оваа линија за донации. Се почани исто така доста актуелен за донирање на сметките на оние кои се борат и кои треба да се лечат и кои треба да излезат и да се вратат на правиот пат, да живи здрави и како што треба и на сите оние семејства кои се борат заедно со нив. Ќе ви се заблагодарам за учеството. Ако имате уште нешто да надополните во контекст на ова, повелете. Ништо, јас само сакам да му се заблагодарам на организаторите на овој настан што ме поканија, на сите присутни што сте овде и можам да кажам, биете како едно, борете се, тешко е, но сите заедно сложно, дајте ги последните атоми од вашите сили да го преброите ова. Биете како едно, како еден атом. Ивица, Боје? Нема, тоа е тоа, нема ништо да кои зборови да ги кажеме заедно, не може да поништиме нешто што се више десило. Мораме да идеме напред и дај Боже друг пат да се гледаме тука за многу поубави работи по други теми. Сепак оваа покана ми беше драга да доам да споделам дел не само од боречките вештини, туку од животот, кај некој да биде некоја пресртница, малку од многу да се замисли, да допринесеме барем нешто, еве ние како дел од нешто, за да направиме, да имаме позитивен фидбек, односно да може некој во својот живот да има некој бенефит баш од оваа работиница денес. Ќе прочитаме, ќе направиме една пауза од 5 минути пред нашата следна панел дискусија со луѓето кои беа директно инволвирани во спасување и во гасење на пожарот. Само кратка пауза и уште еднаш благодарност до нашите први гости.